Почитувани, сакам да ви известам дека заради ладното време, заради острата клима, сепак сме средина на месец ноември, се очекуваат и дождови, доаѓа зима. За подобри услови на пациентите кои што чекаат пред инфективна амбуланта, во соработка со винарска визба Тиквеш, одлучивме да поставиме шатор со квадратура некаде околу 36 метри квадратни. Просторот е обезбеден со два плински уреди. Поставивме и клупи за седење за нашите пациенти. Исто така оставивме и поголем број на чебиња. Се со цел за да можат попријатно да го поминат времето додека чекаат за преглед во нашата инфективна амбуланта. Денес сме 16 ноември, помина точно месец дена од отварањето на ковид центарот во нашата болница. Сакам да ви информирам дека во тек на овие 30 дена во нашиот ковид центар почнавме најпрво со капацитет од 14 болнички легла. Како се зголемуваше бројот на заболени, така го зголемувавме и капацитетот. Така да во прв момент почнавме само од 4-ти спрат, меѓутоа кога се зголеми бројката, го адаптиравме и 5-тиот спрат од нашата болница со вкупен капацитет од 60 болнички легла. Кадарот работи, како што кажав и претходно, по принцип на ротација на секои 14 дена, а за на 5-ти спрат за дополнителниот оддел активиравме и наши специјализанти кои што ги повлековме од специјализација на медицинскиот факултет во Скопје. Јас сум им благодарен на сите тие што работат горе. Верувајте, медицинскиот кадар, доктори, сестри, болничари, технички лица, сите се вклучени во борбата против ковидот и се ќе направат за да престојат во нашата болница на овие пациенти им биде попријатен. Вкупната бројка на хоспитализирани лица во овие 30 дена изнесува 102 пациенти. Од нив со многу тешка клиничка слика 18 пациенти се транспортирани до инфективната клиника во Скопје. За жал, во постара возраст починаа 16 лица со сериозни коморбидитети. Меѓутоа имаме и добра вест, имаме вкупно оздравени 35 пациенти. Како што гледате, во моментов имаме 33 хоспитализирани пациенти, а имаме 27 слободни места. Како што гледате бројката, од 52 пациенти почна да опаѓа, така да денес е 33, меѓутоа воопшто тоа не значи дека граѓаните од нашиот град и пошироко од Тиквешијата треба да се опуштат. Напротив, јас би апелирал уште повеќе да ги почитуваат мерките, да не се групираат, да одржуваат дистанца и најважно од се да носат маска. Со тоа очекувам да бројот и на ново заразени пациенти се намали, така да и бројот на хоспитализирани пациенти биде во опаѓање и со тоа да си помогнеме едни на други. Инаку јас и пред месец дена кажав, нема да оставиме ни еден пациент да биде незгрижен од нашиот град и пошироко. Ви благодарам. Директоре, се најави изградба на модуларна болница кон средината на декември, рече градоначалникот. Како течат овие активности? Документацијата за изградба на модуларната болница, заедно ја работиме со локалната самоуправа од нашиот град. Таа е во финална фаза. Документацијата е испратена до Министерството за здравство и од таму имаме информација дека во средината на декември ќе отпочне со градба модуларната болница, која што ќе биде со квадратура некаде околу 1000 метри квадратни и ќе биде со капацитет од 36 болнички легла.